Благодарам, повелете со прашање. Дали тоа значи дека Милошевски ќе се откаже од пратеничкото место? Значи, затоа што нити нотар, нити пратеник се некомпатибилни неспојиви со било која друга функција. Очигледно е дека избрал да биде нотар, а лажел пред граѓаните дека ќе е носител на листа и пратеник. Вчера поднесов 8 приговори за ДИК, може да кажете зашто точно се однесува на кои избирачки места? Сите се во шеска? Сите се во шеска, се однесуваат на неправилности во гласањето, класични законски примери за поништување на гласање на избирачки места со вишок ливчења во избирачки кутии, дел се во Тетово, дел се во општина Теарце и веројатно свесни дека ќе дојде до поништување на гласањето. Паничните во ВМРО-ДПМН имаат таа пресконференција и слушаме дека денес наводно ќе се собираат пред Државната изборна комисија со цел да протестираат. Зошто протестираат, навистина не знаеме. Што очекувате од преговорите, какви резултати? Ние секогаш одиме легалистички, воколку немаше простор да има преговори, немаше нити да бидат поднесени. Автоматски резултатите кои што ги очекуваме се токму тие, гласањето на тие избирачки места каде што Социјалдемократска сојузна Македонија поднесе преговори да биде повторено. И на начин се надевате дека може еден пратеник да добиете повеќе? Ние тој пратеник секако го имаме. Две од три албански партии во емисијата Клик Плюс кажаа дека се за повторни избори наскоро. Каков е ставот на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата? Ги почекаме конечните резултати. Овие избори се уште не се завршени.